дали се сеќавате на првиот пат кога дарувавте крв? Ја имам таа чест да денес ги поделам две големи призданија Свилар Димитар. Сега пилам, чекай. Господинот Свилар Димитар за 157 дадена крв. Не сум никој, ама толку пати сум бил нечија последна шанса. Дарував од себе не за да ме паметат, туку за некој друг да може да заборави на болката. Живеам тивко зад зидови од кал и паметење, секоја пукнатина ја знам со рака. А кога ќе падне ноќта, тишината ме познава по име и не ми зборува. Димитар Свилар го упознав баш тогаш, таа 91 година, кога првпат се вклучив овде во Црвен крст. Бев на Ден на крводарителите и, бидејќи сум учителка по професија, некогаш ги носев и учениците да таа свечаност биде уште подобра. И тогаш го запознав како ги добиваше тие награди, тие од бронзен, сребрен и златен крст или медал за толку дарување на крв. Јас сум Свилар Димитар. Роđен сум у Војводини, село Мали Београд, до Бачке Тополе и Суботице, меѓу. 48 годиште, 20 април. Бев многу зачудена и да човек може да даде 195 пати крв, тој е за мене херој. Еден дарител може најмногу да дарува 4 пати крв во текот на годината. А да се дојди до оваа бројка од над 190 пати, значи тоа е неможно со 4 пати давање редовно. Имаше 3 книжки. Служба за трансфузија во медицински центар или во специјална болница за ортопедија Свети Размо или пак и во Струги. Јас сум давал на 3 месеца еден пат. После сум се сетио, дам у Охрид и за 15 дана одем у Котозлобно. А немаш ни книжку. Тамо сум и дали книжку нову. После 15 дана одем у Стругу. И тамо долази у Струги на 3 месеца. После опет идем у Охрид, опет тај датум долази на 3 месеца. У Котозлобно исто на 3 месеца, така да свугде испадало по 3 месеца да давам крв. А јас сум давал на 15 дана. Немој организамот твој ти треба пазиш, ти помагаш, меѓутоа ти си одмагаш за себе. То се знае, норма има, затоа е таа норма направена за човек да може да даруват крв, да помогнете, ама и тој да е здрав. Болен човек шо? И не можам, чим слушам да треба да дарувам. Крвта не е вода, ама кога даруваш, секоја капка е како писмо, испратено без адреса, а сепак стигнува. Не ги паметам сите имиња, не знам кај се денес. Знам само дека некој некаде дише, затоа што моето срце не се срамеше да пумпа. Дарував и кога ми се вртеше во глава. Дарував и кога никој не дојде да ме праша, ти треба ли нешто? Доскоро он не знаеше дека
Ние што сме крводарителите имаме право да не плаќаме партиципација, да не плаќаме некои лекарства. Мислим, човек заслужува многу повеќе, по мене. Кој е криви, како е криви? Ние овде што сме во Црвен крст и што сме хуманитарци, помагаме све што можеме. Меѓутоа, општината и на ниво на државата нема слух за такво нешто. Зошто за овој човек и за сите слични како него не се направи некој напор државата да направи, да можат и тие некоја мала привилегија барем да искористат од ова општество за кое дале многу. Размислувајќи за неговата хуманост. Хуманост е широк поим. На разни начини човек може да биде хуман, но да се дарува нешто лично од себе си, сопствената крв, како и оние што даруваат сопствени органи при операции, па тоа е врвот на таа пирамида на хуманост. А за возврат не добиваат од општеството буквално ништо. Ме викаат странец. Ако не си запишан, не постоиш. А јас не сум запишан. Само врежан во спомените на непознати тела. Со години молев за вода, не за луксус, туку за капка што ќе ми ги измие очите од прашина. Не за себе, туку за достоинство. А кога конечно стигна, не плачев. Само се измив како човек што не сака да се буди од сонот дека е човек. Па јас сум ту 50 година. Прво сам дошao 73. Имao sam sin, sad nemam, sad samo čerku imam i 2 unuke. I od sin imam 2 unuke. И зошто немате државјанство? Ne znam. To ne znam. Kažu dokumenti takvi i takvi, ja napravim odnese. Opet napravim odnese, opet. Svaku godinu valim ličnu kartu. Za sramci, inače ako nemam ličnu kartu, nemam penziju da primem. Pasoš imam srpski, sad išao u Srbiju da izvodim srpski pasoš i srpsko državljanstvo. Za 1 nedelju sam izvadio sve. A ovdje kad ne možem za ove godine da izvadim. Šta da radim, ajde. Зошто немавте вода толку година? Ne znam, eto nisu komšije dali da priključim. Ja kako da priključim? Nemam gdje da priključim. I Crveni krst je urgirao, išli su od kuću do kuću tamo. I na sredini dali vodovod bez Crveni krst. Некои носат униформи, некои носат знамиња. Јас носам стара вреќа со храна за куче што нема име, ама секој ден ме препознава. Во Црвениот крст не прашуваат од кај си. Таму не сум странец, таму сум човек. Добрината не се повикува. Таа бара внимание, таа моди чекор по чекор од срце до срце, понекогаш без никој да ја забележи. Dobio sam, da kako ne. I zlatnu paketu i bronzanu srebrenu. Dobio sam diplome. I to kad sam otišao od žene, i žena mnogo dobra me poštovala, sve otišlo to u kontinjer. Da. Diploma što je visila na zid u ramljena, hvala Bogu i to je otišlo u kontinjer.
ми дадоа хартија, јас дадов литри живот. Во системот не постојам, но во нечиј албум може би има дете што сега има татко. За таков наш жител во Охрид што е, треба поголема грижа да покажеме. Ваквите случаи на хуманост треба самото општество што поскоро да превземе мерки да може оваа хумана акција на дарувачи на крв да заживее што повеќе. Од и потребите, реков, ќе бидат во иднина се поголеми и поголеми. Црвен крст за мене доста дава. Па доволно што ми дали, што се ми урирали, да изненаводам. Сакам младите да знаат, животот не е само што земаш, туку што ќе оставиш зад себе кога ќе те нема, не во збор, туку во дело што трае подолго од твојот глас. Хуманоста е една битна особина кај човекот. Сите ние треба да бидеме хумани, било во како крводарители, било во даривање на вишок на нешто што го имаме дома, било во тоа да делиме и осмех, и внимание, и љубов. Дали мислите дека животот ви дал доволно назад за она што вие сте го дале преку дарување крв? Па, не одам средство. Јас никогаш не сум се грижел дали ќе ме забележат. Само дали некој ќе преживее благодарение на мене.